Берекет на година и голем род. Со вакви желби се честитаа лозарите. По повод денешниот празник Свети Трифун, кој се смета за нивни заштитник. Празникот исто така се поврзува со почетокот на пролетта, будењето на природата и надежта за плодна година. Главната манифестација и годинава традиционално се одржава Кавадарци, откаде честитки за успешно производствена година и стабилни повисоки откупни цени, упати министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Се работи за некаде над 12.500 лозари кои што ги имаме во нашиот регистар. Исплатени се средства во висина од околу 480 милиони денари, односно речиси 8 милиони евра се легнати на сметките на лозарите. Оваа подршка значи дека лозарите ќе имаат средства да влезат во новата производна сезона, која што ќе значи припрема на лозовите насади за наредната берба. Веќе во текот на наредната недела, почетокот на наредната недела, ќе бидат исплатени и овоштарите кои што се заедно со лозарите во пакет. Таму некаде над 200 милиони денари ќе бидат исплатени, односно оваа категорија лозари и овоштари ќе бидат подмирени веќе на почетокот на годината. Председателот на СДСМ Венко Филипче, пак кој денеска беше во тиквешијата, упати критики за тоа како што кажа, што власта системски го уништува земјоделството. Кражба, плячка и незаинтересираност за луѓето, имено од кога ги фатија од Европа како крадат европски пари и го суспендира ИПАРД програмот. Сега владата ја намалува и програмата за субвенции во земјоделството во целост од 140 на 100 милиони евра. Освен празник на виното и лозието, следбениците на Грегоријанскиот календар и голем дел од помладата генерација пак го одбележуваат Валентајн или денот на влюбените. Дел од граѓаните ги исполнија цветните пазари и тезгите со свежо цвеќе за нивните најсакани. Цената на цвеќињата е најразлична, а се движи и до неколку илјади денари. Сепак најголемиот број граѓани кои ги анкетиравме го празнуваат Свети Трифун, но велат дека денот дава убава можност на младите да се искажат љубовта. Да, на виното, во домашна атмосфера со најблиските. Така. По некоја чашка винце. Да, сигурно за расположение. Трифун, да. Имаме во дворот само своја лозница, тоа малце редоше тураме шуригација. Радо, па затоа дојдовме црквата да ја посетиме и Ќе се напиете вечер винце. ќе се напиеме обавезно. Пред се денот на виното. Кој како ужива и во што ужива. Совпаѓањето на датумите со години создава културен спој. Дел од луѓето го одбележуваат денот со верски обичаи, додека пак други го славаат како ден на влюбените.